Наследна тема во Македонија наутро, верувам, доста интересна. Во Скопје најавен првиот меѓународен високотехнолошки самит за вештачка интелигенција. Со Филип Аврамчев, дел од организацијата, ќе поразговараме токму на оваа тема. Некако, Филип, прво добро утро. Како убаво изненадување дојде најавата за овој самит, бидејќи си има некаков впечаток дека помалите земји ја губат трката со вештачката интелигенција. Но вие како организатори некако како да ја вративте надежта дека ќе можеме да го фатиме тој тек. Добро утро и добре ни дојде. Добро утро, Ване, добро утро на сите што не гледаат утрово. Па да, целта на организацијата на овој самит пред се е да донесеме некое знаење во нашата држава околу вештачката интелигенција, пошто од кога излезе ChatGPT од јануар, каде што сите имавме некоја можност да искусиме што е тоа вештачка интелигенција и овие, да кажам, така наречени large language models, малце, така, генерално голема фама се крена во светот, во светски рамки, и баш поради тоа, заедно со TBM Group, која што е чешка компанија, која што има канцеларии во Скопје, заедно некако одлучиме да направиме еден ваков самит на високотехнолошки самит со фокус на вештачка интелигенција и можам да кажам дека, условно кажано, за доста кратко време обезбедивме веќе едно 15 на говорници од надвор, се уште е отворен така наречениот спикер панел, кој што ќе се проширува до 29-30 септември, кога во МОП голем број наши граѓани и компании ќе може да земат учество на овој прв високотехнолошки самит наречен AI Tech Summit. Така, спомена говорници, спомена панели, сигурно ќе бидат обработувани повеќе различни теми, подтеми всушност. Да, па целта беше да имаме доста разнолик панел, доста разнолики говорници, кај што ќе се застапат повеќе теми, да не биде само, да кажам, некој IT сектор, него буквално, значи имаме, за вас медиумите многу интересно, доаѓа Head of Machine Learning на BBC, од Spotify, Google, Microsoft, од тие технолошки компании, Accenture, која е индустријска компанија, Boston Consulting Group, која што е бизнес консалтинг фирма од светски рамки, која што веќе 50 на години работи консалтинг на најголемите фирми, така што буквално широк диапазон на предавања и на панели ќе има. Меѓу другото, една од темите која што се надеваме многу интересна за цел свет, но и кај нас, каде што сите говорници сакаат да зборат како панел дискусија и дебата, работата во ера на вештачка интелигенција. Така. Гледам, како главни теми би сакал да ги посочам и днината на работата во ера на вештачка интелигенција, етичките и правните норми и нивна примена, што исто така е доста интересно. Околу оваа тема се крена голема фама, голем дел од земјите, големи земји, развиени земји се исплашија на почеток кога се појави ChatGPT. ChatGPT, да. Нели Италија беше меѓу првите која што тоа сакаше да го забрани, не знам сега како и што се случува таму, вели користење на вештачката интелигенција во индустриите, како и соработка и коеволуција на вештачката интелигенција со луѓето за унапредување на човештвото. Оптимисти дека ова ќе ни помогне или како што дел од луѓето прогнозираат ќе ни одмогне можеби во губење на голем број на работни места и слично, бидејќи ми кажа доста си навлезен во целата оваа тема од јануари навака и истражуваш, кои се твоите гледишта? Да, па вака не оптимист сум, бидејќи не сакам да бидам песимист. Интересно е што веќе добро е што се отвара дебата. Еве, например, ние воопшто во наша држава немаме некоја дебата за регулирање на вештачка интелигенција и на сите алатки кои што се од вештачка интелигенција. Пред некоја недела дена, 10 дена во Европската унија веќе има некој прв нацрт драфт на закон за регулатива на вештачката интелигенција. Нормално дека во прави раце ќе го подобри нашето живење. Значи, замислете колку во медицина, во наука може да помогне одредени, да кажам, формули или одредени диагнози кои што се прават да ги правите со помош на вештачка интелигенција. Не верувам дека ќе ги замени луѓето, но ќе ги замени луѓето кои што не користат вештачка интелигенција во нивниот секојдневен живот и на работно поле. Замислете колку вас како новинари може да ви помогне во истражување на одредена тема, место да кажам условно кажам да губите многу време. Но сепак треба да се земе со резерва, треба да размислуваме сите заедно за одредена регулација и на крај да поставиме одредени етички норми и правила како да ја користиме вештачката интелигенција да еволуираме како човештво.
Верувам дека од целиот овој самит ќе бидат извлечени доста важни поенти кои што треба да ги слушнат и нашите институции. Каков е нивниот интерес? Поканети се, бидејќи ваквите самити не се случуваат колку да се одржат, сите овие панели, сите овие поенти ќе бидат добри за понатамошни можеби некои законски решенија, правни решенија околу целата оваа тема. Овој самит е строго комерцијален самит, така што нормално сите се поканети како граѓани да учествуваат, компании се поканети, државни институции се поканети, но бидејќи организацијата е, да кажам, доста захтевна и доста финансиски обемна работа, е строго комерцијален самит. Ние спративме покани до сите институции, до сите фирми. Во моментот имаме сериозно голем интерес. Салата на Македонската опера и балет е лимитирана, има 692 седишта, така што кој прв влезе во приказката и од аспект на учество, на слушање на сите тие панели, тој прв ќе добие место и ќе учествува. Така, ветува овој прв меѓународно високотехнолошки самит дека ќе станеме дел и ние од револуцијата на оваа вештачка интелигенција. Интересот тоа го говори, картите се ограничени, уште еднаш да кажеме, пуштени во продажба, така? Да, пуштени во продажба. Веќе се дискутира и со македонски фирми за учество, за промоција на некои нивни технологии кои што се тука. Сакам чисто да напоменам дека самитот ќе има и еден културно-забавен дел, значи покрај панелите, покрај сите говорници и сите условно кажано предавања, ќе имаме многу музика, многу забава, дел за нетворкингерија, дел за јадење, пиење, така да нема да биде буквално сакаме да направиме некој светски настан во Македонија. И верувам дека ќе успеете во тоа. Ја имате поддршката од јавниот сервис, бидејќи ова е дефинитивно тема за која што не предпоставам, туку и сум сигурен дека се повеќе ќе се зборува и во нашите утрински емисии следниве месеци. Така неме повторно, Филип, ајде нека помине самитов, па чисто да навлеземе малку повеќе во оваа тема. Па добро, може и да некои од говорниците кои ќе дојдеме да дојдат во гости и да научиме сите ние повеќе од луѓе кои што долго време се занимаваат на оваа тема. А како стои само за крај регионот во поглед на оваа тема? Таму веќе се одржуваат самити или се уште и таму се во зародиш сите овие нешта? Не само регионално, дури на светско ниво е сега нешто почна. Значи да, технолошки самити има со години по цела Европа. Регионално почнува, има некоја размрданост. Добро е што ние влегуваме, да кажам, во зародиш и се надевам дека овој самит ќе продолжи и ќе стане светски самит. Значи нема да биде само регионален, него буквално луѓе од целиот свет ќе доаѓаат во Скопје да посетат еден ваков настан. Мислам, тоа е идејата на позади самитот, да направиме нешто за Македонија, ама да ги донесеме луѓето од надвор тука. Така, доаѓаат лично, така претпоставам ќе бидат лично тука или дел ќе и онлайн ќе бидат учесници на конференцијата? Сите говорници договорено е лично да бидат тука. Бидејќи едно е кога гледате на телевизор некого, друго е кога лично ќе дојдат, а поготово после одредени излагање нивни кај што ќе може да направите муабет или кај што ќе можат наши, да кажам, директори или луѓе кои што работат во таа индустрија да седнат и да направат муабет со луѓе кои што долго време го работат тоа. Значи буквално е целта да се научи, да се поврземе, бидејќи можеби па имаме ние некои производи кои што може да ги продаваме на Google и Microsoft. Не знам, ќе видиме. Така е, се е можно, ништо не е исклучено. Благодарам за гостувањето, Филип, посакувам успешен самит. Секако ние ќе се видиме уште еднаш и два пати пред самитот да потсетиме за неговото одржување. Благодарам.